свесно го одбравме Универзитетот Југоисточна Европа како точка на поаѓање на јавниот повик за стартап компании, затоа што гледаме голем потенцијал. И точно имаме супер соработки со технолошкиот парк овдека, мислам дека користат средства за неколку проекти кои што ги реализираме, гледаме во потенцијал во компаниите кои што се развиваат тука, меѓутоа сакаме да видиме повеќе. Она што е наша цел е не да бидеме задоволни од тоа што го имаме во моментот, иако овие бројки се многу интересни, особено во делот на вработувањето, меѓутоа наша цел не е вработувањето, наша цел е колку повеќе стартап компании да произлезат од тука, затоа што стартап компаниите креираат поголема додадена вредност. И тоа е целта на денешниот повик. Јас само ќе кажам дека овие се многу реални. Не знам, дел од вас можеби од повозрастните имаме корисници од редовните програми, меѓутоа не знам дали имаме корисници тука кои што се од стартап програмите, меѓутоа само ќе ви кажам дека во изминатите години и пол веќе имаме реализирано и во рамки на претходниот повик за стартап компании, меѓутоа и во редовните повици за сите компании, односно за големите, че веќе финансираме некаде околу 100 стартап компании. Некаде околу 2,5 милиона веќе се вложуваат во тој сегмент. Од вкупното портфолио на фондот како бројка на компанија некаде 1/3. Че она што е ваша задача да се охрабрите, да размислите, ако веќе не сте размислиле, верувам дека добар дел веќе размислиле, и да се обидете. И она што е многу важно е да се обидете и да не успеете, не е страшно, ќе дојдете повторно. И ќе дојдете пак и пак и пак, затоа што паметен човек еден кој што во моментот тежи милиарди во светот, има кажано не е важно колку пати ќе се обидеш и нема да успееш, важно е последниот пат да успееш. Кога и да биде тоа. И таквите луѓе во светот прават милиони, ние сакаме таа култура да фати корка и овдека во оваа држава и мислам дека од она што го гледаме, денеска ние пак кажувам поидолна точка тука, ќе следат уште доста инфосесии низ останатите универзитети, меѓутоа од она што го гледаме во изминатите години и пол или две. Е дека потенцијал на вистина има, младите сакаат и она што стално и јас сакам да го кажеме дека треба вие како млади луѓе да даете шанса на државата сега, државата ви помогне на вас. Така да јас сега ќе ве замолам да ни даете шанса да ви помогне. Во Универзитетот на Југоисточна Европа, благодарејќи на ваквите иницијативи, уште многу порано, ако не сум во грешка, професоре Алију, негде 2013 година е основан технолошкиот парк во универзитетот, единствен кој што постои во рамките на универзитетите во земјата и ние сме многу задоволни како го развиваме тој дел, но истовремено сме многу задоволни што им нудиме на нашите студенти. Така да, тамо преди се работат денеска повеќе од 3-14 компании, од нив доминантни странски компании, кои вршат дејност во рамките на универзитетот, кои вработуваат околу 150 вработени, доминантно наши студенти, кои се наш аламни или порано дипломирани или тековно. Прва активност што го правиме со нашите студенти е нивната практична работа или така наречен тој интершип. И овозможува на студентите директно да можат да реализираат нивата практична работа, нешто што е атрибут најпотребен во пазарот. Јас ја користам ова прилика да објавувам се уште необјавениот извештај, бидејќи е во прв драфт верзија во извештајот на вработеност на студентите во Југоисточна Европа. Веројатно многу скоро за 10 дена тука се деканите присутни, кои што ние во ректорската управа вчера го усвоивме како таков, и податоците што ги добиваме од тој извештај од сервисот на кариера, тоа е една посебна служба преко Центар за кариера, кај што ги следиме нашите студенти каде тие се позиционираат после нивното дипломирање. И да ви право кажем, бев пријатно изненаден што некако ми изгледаше како што велат англезите too good to become true. Кога прочитав дека одредени профили во текот на првите 6 месеци од нивното дипломирање се вработуваат над 70%. А во одредени профили, тие од информатичките технологии и науки, дури 92%. Деканот коментираше дека треба стварно да проверам дали е тоа толку точно. И тоа е огромен процент на вработеност на студентите на ЈЕУ. И ако одиме малку подлабоко да го видиме што тоа што тие разликуваат, односно што го представуваат тука како предност, ќе видите дека доминантно е атрибутот
што го наведуваат практичноста во делот на наставата. Од сите тенденции опаѓачки, освен поедини факултети на ниво на државата, како што е случајот со Финки, кои што имаат заради трендот зголемување на број на студенти, ние како универзитет во нашите програми ова година во додипломските студии реализиравме упис над 15% зголемен тренд. Значи сите трендови одат надоле, нашиот тренд е нагоре. И ова евиденција, јас веќе пред 3 дена ги завршив, ги заклучив матичните книги кои што ги предадов во Министерството и овие евиденции покажуваат, не охрабруваат дека сме на добар пат.